Лошите услови во затворите, малтретирањето на притворените, но и отсуство на лекарска помош се само дел од забелешките на народниот правобранител, анотирани во извештајот на Националниот превентивен механизам за минатата година. Како што истакнува народниот правобранител Лиџет Мемети, најголем проблем и понатаму останува затворот во Идризово, нечовечките услови во самиците и малтретирањето на приведените, како во полициските станици, така и во затворите. Во казнено-поправните установи тимот утврди состојби што загрижуваат. Како понижувачки и нечовечки се оценети условите и сместувањето во дел од самиците. Често се случува притворените лица да поминуваат повеќе од 23 часа, односно 23 часа затворени во притворските простории. На обвинувањето за малтретирање на приведените во Монструм од страна на битолските затворски чувари, Мемети вели дека од нивна страна бил направен увид. Поради основано сомневање за малтретирање, случајот бил предаден во обвинителство. Имало малтретирање во одредена просторија од затворен тип и дека водиме постапка по конкретно во од некој од затворите. А по однос на првиот дел, веќе ве информирам дека тоа веќе е надлежност на обвинителството, затоа што исклучиво обвинителството е орган на прогонот кој ќе цени дали тие наши основани сомненија ќе ги процесуира понатака. Иако народниот правобранител не сакаше да ги коментира, сепак и во извештаите на Amnesty International, но и во оној на State Departmentот, лошите услови во затворите, дискриминацијата и постојаното кршење на човековите права претрпеа најголеми критики. Истите забелешки се повторуваат секоја година, а институциите се уште немаат решение за нотираните проблеми. Извештајот на Националниот превентивен механизам е направен врз основа на 18 посети на полициски станици, затвори и воспитни центри во текот на минатата година. 17 од нив биле направени без претходна најава.